Почитувани гледачи, вие следите интервју на телевизија Мега. Мој денешен гостин е Анита Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Каква е генералната состојба во економијата? Кои се мерки беа превземени и како актуелната политичка ситуација влијае на економијата во нашата земја? Како што веќе најавив, денеска разговараме со државниот секретар во Министерството за економија, Анита Димовска. Најпрво добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Се надевам дека вечервак имаме простор да дадеме одговор на многу прашања кои што ги засегаат гледачите на вашата емисија на ТВ Мега. Токму така ќе одговориме на многу повеќе прашања од она што го најавивме, меѓутоа ќе започнеме со главното. Која е генералната состојба на македонската економија? Видете, за да зборуваме за актуелната економска состојба, практикувам да се држиме практично до бројки. И оттаму ќе тргнам во образлагање на листата до она што се официјални податоци од Државниот завод за статистика, кои што се однесуваат практично на остварувања во 2016 година. Пред извесен период, пред неколку дена, практично излегува податоците за бруто домашен производ за четвртиот квартал од 2016 година, пошто може да утврдиме дека во 2016 бруто домашниот производ забележа раст од 2,4% споредено со истиот квартал во 2015 година, значи четвртиот квартал, додека во цела 2016 растот изнесува 2,4%, што е близко до проекциите кои што беа официјални на владата и Народната банка на Република Македонија, се движеа околу 2,3%. Ова остварување не може да не кажеме дека во овие услови на политичка неизвестност која што трае во Република Македонија речиси 3 години е солидно и се должи практично по мене на два фактори, а тоа е поволните економски движења, односно поволна побарувачка за македонските производи кај нашите најголеми трговски партнери, тоа се земјите членки на Европската унија. И вториот, но не помалку значаен фактор или причина за овие остварувања се спроведените реформи во изминатата деценија, кои што и такако влијае на конкурентноста на домашните предпријатија. И при тоа, ако го анализираме бруто домашниот производ, ќе забележиме дека реалните стапки на раст по сектори, градежништвото и понатаму останува сектор кој што е мотор на растот, а доколку го анализираме бруто домашниот производ од расходна страна, извозот на стоки и услуги се оние кои што го движеа растот. Така, значи градежништвото сепак останува на највежечката гранка во нашата економија. Пред да продолжиме со мерките кои беа превземени да ја раздвижат нашата економија, споменавте дека Република Македонија веќе речиси 3 години се наоѓа во една политичка неизвестност и дека можеби овие бројки кои претходно ги споменавме ќе беа малку поинакви доколку не бевме во ваква ситуација. Дали економијата е заложник на оваа политичка криза во која се наоѓа нашата земја? Па секако дека е. Практично споменав дека со оглед на оваа состојба, во каква состојба се наоѓаше држава во изминатите години, остварувањата економски се солидни, меѓутоа, она што треба условно речено да не плаши е до кога ваквата политичка неизвестност ќе трае, бидејќи па и во овие моменти се случуваат одредени работи кои што практично може да имаат свое влијание врз економските текови во наредниот период. Инвеститорите ги одложуваат намерите за инвестиција во моментов, па и физичките лица можеби се попредпазливи во потрошувачката. Знаете дека заради одредени законски ограничувања во моментов не се исплатуваат субвенции кон земјоделците, тоа може да влијае на нивната конкурентност доколку состојбата се пролонгира. Секако дека и економијата е заложник на оваа состојба, но како што истакнав и предходно спроведените реформи практично
направија и во вакви услови да се остваруваат добри резултати. Секако овие резултати, кога зборуваме за бруто домашен производ, можеа да бидат многу повисоки ако не постоеа вакви ограничувачки фактори, но треба да сме задоволни од остварувањето. Во овој контекст би сакала, кога зборуваме за тоа како реформите кои што се спроведува во минатото влијае на зголемување на конкурентноста на македонската економија, да истакнам дека па и во овие услови, ако се осврнеме на еден друг сегмент, тоа е пазарот на труд, во Република Македонија и понатаму расте вработеноста, се намалува невработеноста и последните податоци кои што се однесуваат на анкета на работната сила укажа на тоа дека реализиравме стапка на невработеност од 23,1%, додека пак вработеноста порасна на 43,5%, што е практично најдобро остварување досега откако се спроведува анкетата на работна сила. Споменавме за мерките и реформите кои беа превземени за македонската економија да биде поконкурентна. Што точно, што би можеле да издвоиме од овие мерки и реформи, бидејќи беа спроведени низа на реформи во изминатите години кои придонесоа за сите овие резултати, меѓутоа еве неколку кои би можеле да ги наброиме. Па така, кога зборуваме за мерки кои што влијаја на конкурентноста на македонската економија, секако не може да издвоиме една мерка, бидејќи секогаш пристапот на владата на Република Македонија во изминатава деценија беше таков паралелно да се работи на подобрување на состојбите во повеќе различни сегменти. Меѓутоа, ако треба да зборуваме за, еве, мое лично мислење ќе кажам за тоа која е онаа мерка или кои се тие политики кои што ја направија македонската економија конкурентна, по мене најзначајна е реформата која што се направи во даночната сфера пред една деценија, кога се намалија и израмнија даночните стапки од прогресивно оданочување кај персоналниот данок на доход на 5%, исто на 10%, од прогресивните стапки 15, 18, 24 на 10 и данокот на добивка на 10% нели се намали. Иако има поминато деценија, не може да не ја споменам оваа реформа, бидејќи со истата значително се влијаше на конкурентноста на домашните предпријатија, од причина што повеќе средства се остави кај приватниот сектор за сметка нели на буџетот на Република Македонија и всушност со овие средства тие беа во состојба да го развиваат бизнисот, да инвестираат во него, да креираат нови работни места и така натаму. Исто така, не помалку значајно е тоа што стапката на данок на реинвестирана добивка практично останува 0%, значи за се она што компаниите ќе го реинвестираат во сопствениот бизнис, данокот е 0. И значи овие реформи во даночна сфера, значи се сеќавам пред 10 години беа со известна доза на скептицизам, значи дочекани па и од научната фела, сметаа дека буџетот ќе трпи сериозни загуби и така натаму. Меѓутоа, со намалувањето на даночните стапки не само што се влијаеше на зголемување на конкурентноста на предпријатијата, туку и се овозможија зголемени приходи по основ на овие даноци, од причина што стана неисплатливо компаниите па и физичките лица, условно речено, да затајуваат данок. За мене ова е најзначајната реформа и денес тешко е да се објасни на предпријатија кој што започнало со работење по 2007-2008 година, што всушност значи ваквото олеснување на оние економски субјекти што функционирале и во периодот пред реформата, точно можат да ги измерат ефектите од истата. Не само реформи во даночната сфера, значи се пристапи кон спроведување на многу проекти кои што придонесува за намалување, например, да речеме, на бирократијата. Значи се пристапи кон редефинирање на многу прописи кои што представуваа пречка за бизнисите
И при тоа владата во минатото и често била условно речено критикувана за тоа дека многу често доаѓа до измена во регулатива, но тие измени се правеле со најдобра намера да се излезе во пресрет на барањата на бизнисот. Во тој контекст, значи, изминатиот период се одржуваа многу блиски релации со она што е деловна заедница. Па имаше и проект еден, се уште се спроведува, се вика Учиме од бизнис заедницата, кај што представници од владини институции посетуваат деловни субјекти, непосредно ги слушаат нивните проблеми и предлог решенија секако. После тоа, врз база на анализа од повеќе институции се доаѓа до решенија кое што треба да му овозможи на предпријатието, конкретно или на предпријатието од редана гранка, надминување на проблемите со кои што се соочуваат. Ова би биле вака генерално, нели, позначајни реформи, но има и многу други мерки кои што секако влијаеле на конкурентност. Резултатите од овие спроведени мерки и реформи доаѓаат преку бизнис секторот, меѓутоа доаѓаат и преку меѓународни признанија. Мора да ги споменеме Heritage, Doing Business, рангирањето на Република Македонија како економски слободна земја и ред други, да не ги набројуваме. Колку се тие значајни за овој напредок да продолжи понатаму? Така, благодарам за прашањето. Секако дека е значајно тоа во било која сфера, ако вложите напор и тој напор ви се верификува со конкретно признание, секако дека е чувството, нели, добро и задоволството големо, но кога станува збор за конкретните извештаи кои што ги спомнавте, тоа е извештајот за индекс на економски слободи на Heritage фондацијата, извештајот Doing Business, има и други, нели, извештаи кои што се однесуваат на слични рангирања за остварување во делот на деловно окружување. Истите представуваат многу моќна алатка во делот на привлекување на странски инвестиции. Значи, не е значен напредокот сам по себе, оноа кај ќе се најдеме на кое место. Секако, како што кажав, носи одредено задоволство затоа што резултатите во овие извештаи го верификуваат вложениот труд на многу институции претходно, тоа е едниот момент. А вториот и позначаен момент, овие извештаи на објективен, значи непристрасен, транспарентен начин ги ценат слободите и деловното окружување, нели, во целиот свет. И кога Република Македонија ќе се најде на така високи позиции, тоа ни дава за можност со таквиот извештај практично ние да се презентираме пред потенцијални странски инвеститори и да не само што, нели, ќе ја презентираме домашната регулатива и подготвеноста на државата за условно речено прием на истите, туку и овие извештаи се потврда всушност за она што го говорат надлежните институции и лица за привлекување на инвестиции. Значи, во тој контекст, како што кажавте, Heritage фондацијата оваа година не рангираше на високо 31 место, напредок имаме од 16 места и преминавме во група на претежно слободни економии. Во Doing Business и понатаму нели сме високо позиционирани на 10-то место и двата извештаи практично напредокот највеќе се должи на остварување оние за кои што веќе зборува во даночната сфера. Плаќањето на даноци, односно даночното оптоварување. Споменавте дека овие извештаи влијаат и на подоброто презентирање на Република Македонија пред странските инвеститори. Во изминатите години сите сме сведоци на странски директни инвестиции кои еве и тука во Пелагонискиот регион конкретно ги имаме во Битола, Прилеп, во Крушево, па и во не само во овој регион, туку во целата земја. Колку странските директни инвестиции ја раздвижија дополнително македонската економија? Па видете, добро е што денес се отвараат па и дебати што се дискутира за странските директни инвестиции. Во многу прилики сум го кажала истова и во оваа прилика ќе го повторам. Пред 10 години ние за странски инвестиции зборуваме за оние Greenfield странски инвестиции, можевме само да читаме во учебниците.
бидејќи Република Македонија беше во целост заобиколена кога станува збор за странските директни инвестиции. Во тој контекст, во изминатиот период се превземаа многу мерки, се вложи многу труд и во делот на проактивна промоција на Република Македонија како дестинација која што е поволна за бизнис на клучни целни пазари, но и во насока на дефинирање на мерки кои што содржат финансиски стимули за привлекување на странски инвеститори. Денес странските инвестиции во Република Македонија се реалност. За ефектите од истите најдобро може да зборуваат оние луѓе кои што практично се вработиле кај таквите инвеститори. Не дека домашните инвеститори се помалку значени. Апсолутно не. Меѓутоа, овие странски инвеститори даваат дополнителна вредност на нашата економија, бидејќи овозможуваат индустријска специјализација, трансфер на софистицирана технологија, менаџерски вештини, воведување на некои нови иновации практично. Нови технологии. И овие инвеститори не се конкуренција, условно речено, на домашните инвеститори, затоа што најчесто се во гранки во кои што домашните инвеститори не биле во можност да инвестираат, да речем. Кога сме кај домашни и странски инвеститори, би сакала уште еден момент. Многу често, во јавноста се зборува за тоа дека се формираат технолошко-развојни индустријски зони и така натаму за странските инвеститори. Ова не е точно, бидејќи технолошко-развојните индустријски зони во Република Македонија се наменати како за странските, така и за домашните инвеститори кои што практично ќе ги исполнат оние услови кои што се пропишани со закон. И веќе и во зоните имаме и домашни инвеститори, вака тројца. За ефектите од странските директни инвестиции ви кажува дека извозот од технолошко-развојните индустријски зони достигна над 35% од вкупниот извоз и тоа е вака резултат за подобрување. Односно за пофалба. За пофалба, одлични бројки на ова поле. Кога станува збор за Министерството за економија, уште една тема која е доста интересна, но и доста актуелна во Република Македонија е енергетиката. И она што во овој период морам да споменам една од најактуелните теми е гасификацијата на Република Македонија. Како стоиме на полето на енергетиката и кои би биле бенефиците од оваа гасификација, која за скоро време ќе ја имаме достапна за сите? Па вака, видете, најнапред енергетиката е многу широка вака област. Кога зборуваме за енергетиката, би сакала да истакнам дека во изминатава деценија се направија многу сериозни инвестиции во конкретната област, како со цел обезбедување на енергетска стабилност и диверсификација на енергетските извори, зголемување на енергетската ефикасност и намалување на техничките и комерцијални загуби на електрична енергија. Се реализира голем број проекти за изградба на нови модернизација и ревитализација на постојни електрани, далеководи, трафостаници. Но она што секогаш со задоволство сакам да го истакнам, а вие во вашето прашање го споменавте, е тоа што во изминатиот период во Република Македонија започна еден многу сериозен процес на изградба на севкупниот гасоводен систем во државата. Процес кој што чини многу, кој што практично бара и време и средства, но кој што неминовно ќе донесе до значајни придобивки за државата во наредниот период. Станува збор за гасификацијата, како што кажав, и би сакала да истакнам дека паралелно се работи на изградба на магистралните гасоводи, на интерконекциите со соседите, бидејќи Република Македонија буквално речено се бори да обезбеди алтернативни извори на газ
не само она интерконекција со Бугарија која што имаме во моментов, туку во фаза сме на преговори за изградба на интерконекција со Грција, а всушност и се бориме да станеме дел од некој регионален гасовод, па и да минува низ Република Македонија, затоа што бенефитите во таков случај за државата се големи, се наплатува и од она затоа што таков систем ќе проаѓа низ транзит низ Република Македонија, а секако истото ќе овозможи да добиеме поевтин газ од оној кој што го добиваме во моментов. Во делот на изградбата на националниот гасоводен систем, со задоволство можам да истакнам дека македонски енергетски ресурси имаат акцијски план еден за целосна гасификација или изградба на магистралните гасоводи. Вчера беше започната изградбата на ваков магистрален гасовод Скопје-Тетово-Гостивар. Конкретно за гледачите на вашата телевизија би сакала да истакнам дека всушност гасот до Битола преку ваков магистрален гасовод предвидено е да стигне во 2019 година. Бидејќи во Битола, сега не знам дали ќе може ова камерата да го фати, гасот треба да дојде нели од Неготино преку Прилеп. И оваа делница од гасоводниот систем е со должина од 92 километри, со мерни станици индустријска зона Кавадарци, Прилеп и Битола. Значи, изградбата е започната, ќе заврши, како што кажав, во 2019 година. И во дел од моето излагање предходно најавив, придобивките ќе се огромни, како за граѓаните, кои што ќе имаат можност нели да користат ефтин енерген за своите потреби, така за фирмите, бидејќи ева и ова е нешто што значително ќе влијае на нивните трошоци кои што ги имаат во процесот на производство, но целиот овој практично гасификацијата представува цел нов сектор. Значи, заради истото ќе се обезбедат и нови работни места. Цела нова индустрија практично ќе значи. Токму така, таа примерна секундарна мрежа опфаќа голем број на фирми, голем број на вработени кои ќе треба да кои што се ангажирани нели на изградбата, но и подоцна истото ќе подразбира нови работни места. Како што најавивме и во прашањето, меѓутоа и во вашето излагање, граѓаните на Република Македонија и поточно овде Пелагонискиот регион веќе за 2 години ќе имаат пристап до овој нов енергенс. Уште една тема која би сакала да ја отвориме е заштитата на правата на потрошувачите. Го одбележавме 15 март како Ден за заштита на правата на потрошувачите. Какво беше мотото оваа година и каква е состојбата со заштитата на правата на потрошувачите во нашата земја? Светската организација на потрошувачите го одбележа, односно 15 март, под мотото градење дигитален свет на кој потрошувачите можат да му веруваат. И ние сме сведоци исто така дека практично се поголем пораст е понудата на производи и услуги на интернет, а во исто време значи се зголемува и купувањето од интернет. Во овој контекст Министерството за економија пред 2 години направи одредени измени во Законот за заштита на правата на потрошувачите и регулираше одредени моменти кога станува збор за купување од далечина, односно купување кој што не се одвива во деловни простории на продавачот. Меѓутоа, во оваа сфера, не само кај нас, туку и на планетарно ниво, во светот постојат се уште многу предизвици и отворени прашања, а технологијата нели оди во таа насока. Се повеќе веројатно ќе расте електронската трговија и во тој контекст се повеќе предизвици има за заштита на правата на потрошувачи кога електронски или од далечина купуваат или користат услуги. Сакам да истакнам дека во изминатата 2016 година
Државниот пазарен инспекторат, кој што е надлежен за спроведување на законот или за контроли по законот за заштита на правата на потрошувачи, направил околу 3000 надзори, од кои што близу 1000 надзори се по поднесени претставки на потрошувачи. Значи, дел од потрошувачите знаат, условно речено, како да си ги остварат правата, и најголем дел од овие претставки се постапено е во полза на потрошувачите. Кога станува збор за она на што најмногу се жалат потрошувачите, најголем дел од овие претставки се поврзани со означувања што упатуваат на распродажба, односно на намалување на цените, понатаму на непридржување на обврските од гаранција и сервисирање на производите, непридржување на обврските на рекламирање на производите и услугите, одреден материјален недостаток во однос на квалитетот на производот и неквалитетно извршени сервисни услуги. Кога зборуваме за материјални недостатоци пак на производи, најчесто поплаките се однесувале на мобилни телефони, бела техника, обувки, текстил, спортска облека. Додека пак ако зборуваме за услугите, незадоволство постои од испорачена топлинска енергија, од услуги на комунални предпријатија, како и услуги кои што ги даваат туристичките агенции при склучување на договори за патување. Состојбата, генерална оцена, ако треба да дадам на состојбата во делот на заштита на потрошувачи, секако дека треба и понатаму системот да се унапредува. Во тој контекст би најавила дека во подготовка, а поддржан со ИПА проект е нов закон за заштита на потрошувачи и стратегија која што ќе се однесува на унапредување на правата на потрошувачите, ќе се однесува на период 2018-2022 година. При подготовка на истите вклучени ќе бидат сите практично надлежни и засегнати страни со цел обезбедување на вистинска информација на потрошувачот врз основа на која што ќе може да носи економски оправдана одлука. Добро, во насока на подобрување на заштитата на правата на потрошувачите, секогаш останува и пораката до самите потрошувачи, се повеќе да се запознаваат со своите права, токму еве преку вакви пораки кои ги упатуваат надлежните, преку овие разговори, секако преку нас медиумите кои сме тука да ги информираме за нивните права и да ги упатиме каде се можат да ги остварат оние права со кои располагаат. На самиот крај на ова наше денешно интервју, накратко би сакала да поразговараме и за туризмот. Благодарам за прашањето, нели секогаш со задоволство зборувам за туризмот, убава тема е. Убава тема и со оглед на тоа дека Република Македонија се повеќе привлекува како домашни, така и странски туристи, се зголемува бројот и на еднодневни посети и на ноќевања, што ни ги покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Токму затоа би сакав ова наше денешно интервју да го завршиме со една ваква убава тема. Во континуитет, значи, постојат вака податоци кои што не радуваат. Вкупниот број на туристи е зголемен за 60% во периодот од 2006 до 2016 година, а бројот на странски туристи е повеќе од двојно зголемен. Интересно е што расте и бројот на ноќевања, значи кога ќе дојдат туристите се остануваат повеќе денови во Република Македонија и ова секако не е резултат. Овие бројки не се резултати сами по себе, туку позади истите има многу активности и многу вложен труд за да истово се постигне. Како во делот на промоција на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација, така и во делот на зголемување на конкурентноста на секторот туризам и угостителство. За прв пат се воведоа и субвенции за странски организиран туристички промет и практично истите има соодветно влијание во зголемување на бројот на странски туристи кои што ја посетуваа Република Македонија од различни држави. Не знам дали вака да ја завршиме емисијата. Како што ја почнавме всушност, како политичката неизвестност ќе влијае на економијата генерално. Деновиве, изминативе денови
практично стигаат пораки од секторот дека оваа политичка неизвестност може да влијае на туристичките аранжмани кои што се всушност Кои ги нудиме за предстојната сезона. Кои ги нудиме за предстојната сезона, сакам да верувам дека оваа неизвестност нема да доведе до намалување на бројот на странски туристи. Да се надеваме на што побрзо излегување од ваквата состојба и на понатамошно бележење на позитивни резултати во областа на туризмот. И јас тука ќе ви се заблагодарам за одвоеното време за вашето гостување во телевизија Мега и се надевам дека ќе имаме можност повторно да сублимираме уште подобри резултати на сите овие полиња на кои денеска дискутиравме. Јас би била пресрекна да бидам ваш гостин повторно со уште подобри резултати. Министерството за економија покрива многу области. Кусо е времето денес, нели, за да дискутираме за сите, но во секое време останувам на располагање за повторно гостување. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова денешно интервју на телевизија Мега. Мој денешен соговорник беше Анита Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Ги слушнавте какви се актуелните состојби со македонската економија, што се беше превземено во изминатите години во насока на подобрување на конкурентноста на економијата и секако какви се состојбите со енергетиката, правата на потрошувачите и туризмот. Ви благодарам за вашето внимание.